Оваа напуштена американска база се протега на голем простор во Швейнфурт. За време на студената војна овде живееле 12.000 американци, војници со нивните семејства, што е еквивалент на 20% од населението на градот. Бевме на околу 40 километри од источната граница, подготвени да реагираме во случај русите да дојдат. Сега дел од базата се користи за сместување на странски студенти кои посетуваат локален универзитет, а останатите бараки се користат за бегалци од Блискиот Исток и Северна Африка. Градоначалникот на Швейнфурт, Хумбертус Ремел, бил сведок на транзицијата. Првата задача на американците беше да ја заштитат Германија, но ова не беше само политички однос, развиен беше однос меѓу луѓето. Локалниот новинар Свен Шрутер вели дека американските трупи биле прифатени од самиот почеток. На американските војници не беше гледано како на окупатори, за помладата генерација особено тие беа сојузници, дури и пријатели. Ваквото чувство е прикажано и преку овој споменик за паднатите борци од обете страни, изграден и од американски и од германски воени ветерани. Едноставно ни недостигаат во економска и човечка смисла. Ако некој ме прашаше, требаше да останат. Така мислат повеќе луѓе во Швейнфурт. Герт Апензелер е поранешен издавач на весникот Der Tagesspiegel во Берлин. Вели, треба да се гледа и пошироката слика. Германците се свесни дека САД ја гарантираа слободата во Западна Европа се до падот на Берлинскиот зид во 1989-та. Треба да осигураме трансатлантските односи меѓу Америка и Европа да останат блиски. Иако сега Америка се врти повеќе кон Азија, американски и германски представници велат дека трансатлантските односи се побитни од кога и да е порано, особено со војните интервенции од страна на Русија.